Добре дојдовте на уште едно дружење во новото издание на Урбан Блок. Практични совети, трикови за убавина и уште многу други работи. А во продолжение ќе видиме само накратко што ќе гледаме. Во ова издание на Урбан Блок ќе гледате нов иновативен начин на шишање кој ја заштитува косата од расцветување со Мелина Милевски и Валентина Трајковска. Кои се новитетите во анти-ејдж медицината и што е хидрофейслифтинг со доктор Весна Ѓоргиевска. Што се враснати ногти, зошто доаѓа до оваа промена и кои се најефикасните решенија со доктор Анита Кајсторовска. Ве советуваме како да одржите косата здрава и ве носиме на Мадагаскар. Останете тука, по рекламите почнува Урбан Блок. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите Кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Ефикасни третмани за убавина, слабење и подмладување со повеќе од 50 апарати, биолошки третмани, масажа, солариум. Заштедете на време со повеќе третмани истовремено. Се што и треба на современата жена. Професионална нега, лесна достапност, дискреција. Дојдете во Силуета. Одржувањето на младоста на кожата е секогаш актуелна тема. Па анти-ејдж медицината е постојано во потрага по иновативни методи кои даваат се подобри резултати. Овој пат станува збор за хидрофейслифтинг, третман кој подетално ќе ни го објасни доктор Весна Ѓоргиевска од Центарот за медицинска козметика и естетика Дермавела. Според она што го видовме и слушнавме, првата фаза на третманот е диамантска микродермоабразија, која има за цел да ги отстрани двата површни слоја на кожа и сите дефекти на нив, како брчки, лузни и флеки од акни и пигментации. На овој начин кожата е подготвена за следните фази на хидрофейслифтингот, но и за апсорбција на сите состојки од препаратите за домашна нега. Следната фаза е нанесување на серум. Серумот се нанесува само со премачкување и посебно се потенцира на местата каде што имаме и брчки. Значи, просто треба кратко само да се впие. Како што гледаме, серумот е во гелна консистенција. Значи, сите креми кои што ги нанесуваме на кожата, тоа треба да го знаеме, негде 10 до 15% може да ја поминат кожната бариера. Серумите 30 до 35%, а веќе вака припремена кожа со претходно истружење на самите клетки, односно абразија, може да ни овозможи внесување на серумот до 50%. Значи, компонентите да бидат искористени до 50%. Црвенилото предизвикано од стружењето на кожата веќе се смири, а веќе е очигледен и сјајот кој кожата го добива. Според искуствата не само што е безболен, туку третманот е и комфорен и релаксирачки. Следната фаза е нанесување на крема со 3 формули на хиалурон, која што е лифтинг крема, и секако после тоа со самото нанесување, значи таа мора да биде со една интензивна лифтинг масажа после ова смирувачко дејство на серумите, значи лифтинг масажа каде што фактички го активираме целиот подкожен процес. Она што требаше да го прими кожата моментално го нанесовме, таја го впи, но сега треба да ја разбудиме подлабоко. Значи да го активираме и мускулниот систем. Сега е потребно и подлабоката циркулација. И гледаме, значи, веќе една сосема друг тип на масажа, односно лифтинг масажа, каде што го активираме мускулниот систем сега. Циркулацијата и мускулниот систем. Тука треба да се познава анатомија, морам да напоменам, заради тоа што таа е многу специфична масажа, оди точно ги опфаќа правецот на движење на мускулите. И ќе забележиме промена, навистина има подигнување, тоа е тој лифтинг
момент, затоа што ефектот на вистина се гледа веднаш после третманот. Не само што е убава, сјајна, мазна, прозрачна, на вистина со еден диамански сјај, порцелански сјај добива кожата, но таја и добива и во исто време и еден лифтинг, баш затегнување. Иако резултатот е очигледен и по само првиот третман, сепак за посакуван краен ефект потребни се серија третмани, а овој период од годината е најпрепорачлив за почеток на истата. Се препорачува серија еднаш неделно да се направат 3 терапии, од 3 до 6, значи сепак зависи од возраста, значи ако е повозрастна клиентка, понекогаш препорачуваме и 6 недели да се обработува кожата и се препорачува 2 пати годишно. Значи како серија 2 пати годишно со период за одржување еднаш на 3 месеци. Масажата трае до целосно впивање на кремата и тогаш е кожата подготвена за последната фаза. Ова е завршната фаза на самиот третман, каде што гледаме, нанесуваме маска која во исто е како гел, како што забележавме, воопшто не се отстранува ни една од компонентите. Затоа што компонентите, ефектот на компонентите фактички оди во синергизам. Се засилува. Прво се нанесува најбезбедниот, најлесниот, најповршинскиот, па нешто нанесуваме што оди во длабочина и сега нанесуваме фирминг маска, која што се припрема, значи тоа е во прашак, за да активните состојки во моментот се примат подлабоко во кожата. Маската исто така има морски компоненти, па и самата боја плаво-зелена нели ни личи на таков момент, таа ќе се упие комплетно, на крај ќе се отстрани, значи маската има задача да ја затегне дополнително кожата, да направи фирминг, затегнување или лифтинг, како што уште рековме. Уште еднаш, сакам да го напоменам третманот, фазите на третманот, ние видовме дека ова е еден комплексен третман, кој што опфаќа неколку фази. Првата микродермоабразија ни беше, значи шмирглање, односно припремање на кожата за понатамошен третман. Понатака имавме еден третман на комфоридитет, опуштање, релаксација на клиентот за нанесување на серуми кои што прават интензивна хиdraтрација. Понатака имавме третман, 3D третман, тродимензионален, односно тоа беше лифтинг масажата која делува на мускулно ниво со микросфери на хијалуронска киселина и на крај фирминг, односно затегнување на површината кожа со оваа така наречена водена гелна маска. И заради тоа хидрофейс лифтинг, мислам самото име, веќе ни го кажува третманот, ни објаснува самата процедура. Маската стои 10 до 15 минути, додека не се извлечат сите компоненти, после тоа таа се отстранува и се нанесува една крема со исто така со 3 формули на хијалурон, односно тоа се 3 различни големини, 3 различни молекули со различна големина на хијалурон, кои што, како што се нанесуваат, ќе се вградат во кожата површински, во средниот и во длабокиот слој. Лемури, баобаби, тропски шуми, пустини, планинарење, пешачење и нуркање. Мадагаскар е дестинација од соништата за сите што сакаат необичен и авантуристички одмор. Островот Мадагаскар е 4ти најголем остров во светот. Неговата големина изнесува приближно 1571 км во должина и 571 км широчина. Се наоѓа во Индискиот океан и поради својата изолација од целиот свет, поголем дел од флората и фауната, птиците и разни растенија постојат само тука и никаде на друго место. Ако на западната страна од островот недалеку се наоѓа и континентот Африка, тогаш од исток, север и југ е само Индискиот океан. И покрај тоа што континентот не е на голема оддалеченост, климата на Мадагаскар од африканската е многу различна. Мадагаскар може да се подели на 2 сезони: поладен и сув од ноември до април и жежок и дождлив од мај па се до октомври. Но сепак не е секаде исто. Во планините има замрзнување на бреговите, често се циклоните, но сепак постојат многу места со умерено топла клима и температура од 24 до 27 степени, каде ретко врне и се пријатни за одмор и авантури.
Не многу места на светот нудат ваков разновиден калейдоскоп на природата. Песочни клисури, варовни карпи, планини, голем број ретки животински и растителни видови. Бројни водопади, клисури и вулкани. Плодни ридови, оризови полиња, шуми од секаков вид. Дождливи, суви, шилести и латерит богата почва, која му го дава на островот прекарот Црвениот остров. Мадагаскар е одличен избор за нуркање, пливање и релаксирање во тишина. Најголема атракција на Мадагаскар е шареноликиот дневен пазар за цвеќиња, кој се наоѓа на работ на езерото Аноси и ботаничките и зоолошките градини. Антананариво, главниот град, е хаотично и лудо место, кое ја рефлектира магијата и мистеријата на Мадагаскар. Тој можеби не е најубавиот град во светот, но затоа поседува уникатен шарм со своите улични продавачи, разновидни пазари и шарено изградени куќи долж ридот. Градот е на само 12 километри оддалечен од меѓународниот аеродром, што е уште еден плюс за неговата местоположба. Магипсани од убавините на северот и истокот ве носиме на југ, каде авантурите продолжуваат со исто така чудни и воедно прекрасни пейзажи на природата. Националниот парк Исало представува олицетворение на дивиот свет и домородните растенија на Мадагаскар. Покрај брегот се наоѓа живописното пристаниште Тулеар, кое располага со прекрасни плажи кои вредат да се посетат. На исток е убавиот Инсанта Марија, оаза на мир и внатрешна убавина. Во внатрешноста на островот се наоѓа познатиот национален парк Маталија, како и Анзивал и Ламу, островите кои се најдобрите места доколку сакате да ги видите лемурите, и тоа повеќе од 100 различни видови. И секако, побарајте ги неверојатните камелеони кои исто така се прекрасни. Вреди да се посети и каналот за мрежа Пангалејс, кој се протега помеѓу сите езера во регионот и е долг повеќе од 600 километри. На север се наоѓа малечкиот остров Носибе, најпосакуваното и најпосетуваното место во земјата и најважна туристичка дестинација, која привлекува илјадници туристи ширум планетава во текот на годината. И покрај тоа што плажите во Носибе не се толку совршени како разгледница, како што се некои други плажи покрај Индискиот океан, тие сепак се на прво место доколку сте во потрага по спокој, чиста тиркизна вода и фантастични ресторани за морска храна, која ја служат вечерта на самата плажа. Храната на Мадагаскар е рај за сите сетила, со примеси на афричката, индонезиската и француската кујна. Ке уживате во извонредни специјалитети. Преку храната ќе го видите Мадагаскар од еден друг агол. Дегустирајќи ја таму храната ќе имате чувство како да се наоѓате во кулинарско шоу, каде се надпреваруваат најдобрите готвачи од целиот свет, а вие треба да ги пробате нивните најдобри рецепти. Вкусно, нели? Прочуената зеленчукова супа наречена ласопи, со превкусни ориентални зачини. Необичното пилешко со лук и ѓумбир наречено акохо миси сакамалао и националното јадење ромазава, кое секое семејство го прави на свој различен начин. Но основните состојки се телешко, свинско и пилешко месо со многу зеленчук. Сигурно веќе го планирате вашето патување на Мадагаскар. Дестинацијата Мадагаскар е вистински предизвик која може да биде и малку поскапо, но за оние кои може да се го дозволат тоа, а се во потрага по авантури, ова е вистинското место. Трките надвор од градот се навистина феноменални. Постојат неверојатни национални паркови кои се ретко видени со само стотици посетувачи годишно, затоа што за некои региони ќе ви биде потребен приватен авион или брод за да стигнете до нив. И уште многу други активности како планинарење со велосипед, сурфање, качување по карпи, нуркање и слично. Половина од забавата ја добивате со атракциите што ги нуди островот, а другата половина зависи од вашиот ентузијазам и подготвеноста за нешто ново и необично. Островот Мадагаскар е нешто многу поразлично од се она што сте го виделе претходно. Фантастично убав, неверојатно разновиден за својата големина и воедно таинствен, непроучен и недопрен целосно. Токму тоа го прави уникатен, атрактивен и соодветен за секој што сака нешто поинакво, поразлично од се друго и за секој кој е подготвен за навистина непозната авантура. Но катната плочка понекогаш знае да навлезе во мекото ткиво и да направи иритација. Најчесто причината за овој проблем, уште познат како враснати нокти, е нивното неправилно сечење.
Погрешен е податокот дека ноктите треба да се сечат рамно, затоа што на тој начин остануваат остри делови на краевите кои под притисок прават рана, која пак е влезна врата за бактериската инфекција. Оваа промена има неколку стадиуми за кои конкретно зборува доктор Анита Кајсторовска од ординација Доктор Вајс. Имаме неколку стадиуми, значи прво почнува црвенило, болка, жарење, понатаму како тече самата промена и иритација доаѓа до стварање на гранулација. Значи најчесто тоа го препознаваат како вишок на ткиво кое преминува над нокатната плоча, богато со крвни садови, доста често крвари и е во вакутна состојба, значи во првите 2 до 3 недели исклучително болно. Како поминува времето, ако таа состојба не се санира, таа гранулација ќе премине во едно сврзно ткиво кое трајно ќе го наруши изгледот на околината на нокатната плоча, архитектурата, што ќе представува извор за чести враснување на самата нокатна плоча. Освен погрешното сечење, враснатите нокти може да се појават и како резултат на генетска предиспонираност. Која и да е етиологијата, решение на проблемот има. И истото не е болен и травматски процес како некогаш. Првенствено правиме скинерскопски преглед, ако е потребно ќе ја смириме состојбата со антибиотик за да можеме да комотно да работиме. Некогаш е потребно и веднаш да го отстраниме затоа што ноктот тука представува страно тело како трнче и мораме да го отстраниме за да овозможиме организмот да се самоизлекува, значи да дојде до исцелување на самата рана. Значи првенствено мораме да видиме во кој стадиум е, дали ќе дадеме локален антибиотик, ќе препишеме антибиотик, значи неколку денови да се смири состојбата, а понатамошно зависи од промената на самата нокатна плоча, дали оставиле некој дел во самото ткиво кое се забило. Во принцип е подолошка техниката на отстранување на тој болен дел. Иако звучи страшно, во принцип и кај малите деца го работиме тоа, значи е безболно, не е потребна локална анестезија, се вади само болниот дел од ноктот, значи не се оштетува коренот на ноктот, што представуваше порано принцип на решавање на габичната инфекција во хируршка техника. И зависно ако веќе имаме еден хроничен проблем на структурата на нокатната плоча, даваме предлог за користење на жици кои се едноставно како што е во задната техника, значи исправање на забите и низот на забите, тука сме во состојба да промениме архитектурата на ноктот, така што ќе пласираме одредени жици кои со текот на времето, под действото на силата на притисок, ќе направат едно видоизменување на самата структура на ноктот и едноставно ќе исправиме она што е, да кажем, цевчестите ногти, последица од враснувањето или последица од нарушена архитектурника на ноктот. Зависно од тежината на деформацијата на нокатната плочка се одредуваат и жиците, а тоа пак го одредува периодот потребен за постигнување на посакуваниот резултат. Но во просек овој период трае од 3 до 6 месеци. Сепак, за да не дојде до ова исклучително болна промена, еве кои се стручните совети на доктор Анита. Исклучително да се обрне внимание на начинот на сечење на нокатната плоча, добро да се информираат преку, сега се достапни, значи достапни сме ние, да не побарат и да се консултираат со нас, а ја веруваме и други стручни лица. Едноставно да се обрне внимание во начинот на сечење на нокатната плоча и да, ако се јави инфекција, навремено да се спречи, значи да не дојдеме до фазата на третирање на гранулацијата, затоа што гранулацијата е исклучително комплицирана состојба во однос на решавањето, затоа што се јавува повторно при секоја иритација, затоа што лесно се воспалува, затоа што ако се запушти, ќе дојде до едноставно ноктот веќе, односно целата површина на кожата околу ноктот ќе видоизменето, значи ќе делува да ноктот биде понатаму подложен и на габична инфекција, така да колку побрзо го решиме проблемот на почетокот, последиците се секако помали. За убава фризура треба да ја посветуваме доволно време на косата за да биде послушна кога ни треба да изгледа прекрасно. Стресот, генетиката, неправилната исхрана, агресивни производи за нега на коса и бременоста се само некои од факторите кои влијаат на квалитетот на косата. Но не треба да поминувате часови и часови пред огледало за да имате убава, сјајна и здрава коса. Почнете да ги применувате овие совети во секојдневната рутина и набрзо ќе го видите посакуваниот резултат. Сушете ја косата со памучна маечка или со ткаенина од памук.
Ова е стар и добро познат трик за да спречите кршење на влакното, што е многу поосетливо после миењето. Наместо со фротирна крпа исушете ја косата со мека памучна мајца со тапкање, не со триење. На овој начин се намалува веројатноста да ви се наелектризира косата. Регенераторот не ви е најдобар пријател. Знаеме дека многу од вас не можат ни да ја исчишлаат косата, доколку не нанесат регенератор. А да не зборуваме дека сите ја сакаме таа мека и сјајна коса која овој препарат ни ја овозможува. Но дали внимавате колку регенератор нанесувате на вашата коса? Немој да мислите дека ќе ги оживеете испуканите врвови ако ги натопите во регенератор. Како последица на тоа може само да добиете наелектризирана, сува и безживотна коса, а за таквите врвови спас се само ножиците. И многу важно, регенераторот не го нанесувајте на коренот на косата, само на врвовите. Нека одстои 5 минути и потоа добро исплакнете. Не користете стегачи, а посебно не еластичиња за коса. Тенките еластичиња се лоша идеја, посебно ако имате виткана коса или слаба и сува коса која ја фарбате. Со нив косата се кине, ослабува и губи сјај. Наместо нив користете шноли за коса, широки и меки или ленти и марами. Верувајте, многу ќе ја заштитите вашата коса од оштетување поради кое ќе бидете принудени само да ја шишате. А доколку сакате кратка или машка фризура, тоа е веќе друга работа. И вечната дилема колку често да ја миете косата. Па и тука важи правилото помалку е повеќе. И нема и има правила. Сепак подобро е колку можете помалку да ја миете. Понекогаш честото миење може да направи повеќе штета од колку корист. Косата има свое природно масло, колку и да ви звучи тоа немодерно. Тоа природно масло, слој за заштита ја храни косата, од коренот се до врвот. И со миењето само и го одземате тоа на косата. Секако кога ќе видите дека маслото ја преминало границата, тогаш измијте ја. Сакате сјајна, не мрсна коса. Индивидуално е, но ако правилно ја негувате и чувате со вистински препарати, доволно ќе биде да ја миете косата само на неколку дена. А помеѓу тие денови може да направите и некоја интересна фризура, како на пример висок кок или пунџа. Интересно е што првата фаза од поставката на овие две фризури е иста. Доколку немате идеја, ние ќе ви покажеме како брзо да направите фризура во овие денови кога косата не е ниту премногу мрсна, а ни свежа како првиот ден после миењето. Ишешлајте ја косата убаво со крупна четка, да може со прстите лесно да се поминува низ неа. Убаво соберете ја целата коса во едно репче, се едно дали е повисоко или пониско, тоа во однос на тоа каде сакате да ја имате пунчата. Користете обавезно силиконско ластиче или дури можете и некој памучен стегач, се со цел да не ја оштетувате. Убаво измазнете ја од сите страни косата и после подкренете ја нанапред малку повисоко. Земете едно мало праменче и обвиткете го околу ребот, се со цел да го прикриете ластичето, а и да му дадете елеганција на кокот. Потоа поделете ја косата на неколку прамени и секој прамен одделно извиткајте го со фигаро. Нема правило колку да ја држите косата со фигаро, тоа е во зависност дали сакате поцврсти кадри или лабави кои се поприродни. Испрскајте ја со лак и имате убав кок и средена коса. Ако ова не ви е доволно или сакате малку посвечена фризура, земете уште едно ластиче и постапете исто како што треба двојно да ја врзете косата. Но овој пат не ја вадете целата коса до крај како што е прикажано. Оваа лабава пунџа прицврстете ја секаде каде што треба со шноли. Извадете некој прамен или зацврстете друг. Ставете лак и вие сте подготвени да ја прошетате вашата дневна фризура, за која ви треба помалку од 10 минути. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Супер Милион Хер не е перика, не е лек, не е фарба, не е пресадување. Тоа се 30.000 нови влакна за само 10 секунди. Супер Милион Хер.
ако имате зголемена или воспалена простата. Поленовиот чај е решение со кинеска традиција. Заборавете на ПСА и често мокрење. Поленов чај во Зегин, Eurofarm и другите аптеки низ Македонија. Кога станува збор за косата, еден од првите совети за здрава и убава коса е редовно кратење на оштетените врвови. Сега постои и еден иновативен начин да се направи тоа, истовремено да се спречи двоењето на долниот дел од влакното. Станува збор за техника на шишење Јагуар топли ножички, за што подетално дознаваме од Мелина Милевски од Центарот за убавина Силуете. Станува збор за Јагуар термошишење или Јагуар топли ножици. Тоа е една метода која доаѓа од Италија, веќе неколку години ја работиме и сите што почнале да се шишат на оваков начин, значи поврзан е апаратот со ножици, кои што може да бидат различни, нели, дали за степен или обични ножички за право шишање. И на тој начин со термошишањето или со одредена температура тие се навистина топли и го заваруваат крајот на влакното да сите хранливи продукти останат во него. И на тој начин се спречува цветањето на косата, значи нема повеќе расцветани врвови. На тој начин косата станува многу по-густо изгледа, по-здраво влакното изгледа, по-цврсто. Дури и самото шишење на класичен начин до одреден степен прави оштетување на влакното. Но со оваа метода влакното останува заштитено и расцветувањето е целосно невозможено. Временскиот интервал од едно до друго шишење е исто како и кај класичната метода, но самото шишење трае временски малку подолго. Малце е подолго шишањето, ради тоа што прво се поразлични ножичките од сите други, заради тоа што имаат една 170 степени температура, значи треба внимателно, полека, секое влакно да се изработи педантно и убаво. Значи, не станува збор за обично шишање, ова треба да го прави некој што навистина добра познава техниката. Така е. Техниката се користи кај сите типови на коса, но и за шишење во различни облици. На наше барање, стручниот тим на Силуете ни покажа како изгледа едно рамно и клизно шишење со Јагуар топлите ножички. И истото ви го покажуваме во продолжение. Косата е одраз на убавината, затоа посветете и го заслуженото внимание. Ако уживавте, ви закажувам следна средба за една недела, а до тогаш останете во пријатно расположение.